Почитувани пријатели покрај малите екрани и ово утро, добро утро. Добро утро од гурманските приказни и од мене Оливер Ромевски, вашиот водител низ нив. Морам да кажам дека сме многу пријатно примени во ресторанот Ден и ноќ и тука подготвуваме навистина прекрасни рецепти. Денеска како рецепт ја имаме тартатин питата со јаболка. Но нема да разговараме за питите, затоа што за питите во македонското кулинарство, во македонската гастрономија е премногу кажано. Денеска ќе разговараме за јаболката. Дали знаете дека по последните американски научни истражувања едно јаболко на ден го оддалечува докторот од вас? Буквално во превод тоа значи дека вие нема да имате потреба од доктор доколку конзумирате едно јаболко на ден. Исто така се вели дека е потребно годишно да изедете околу 40 кг јаболка да бидете навистина здрави. Исто така, дали сте знаели дека конзумирањето на едно јаболко ги чисти вашите заби од бактерии 90%, додека миењето заби со паста за заби од најдобар и од најскап вид ги чисти само за 60%. Исто јаболкото има многу пектин. Тоа е она што помага при варењето на храната и ги исфрла, ја собира водата и ги исфрла материите кои што се оние отровни материи од вашиот организам. Јаболкото е дефинитивно докторот на вашиот организам. Јадете го во сите видови на подготовки, јадете го во сите видови на обработки, јадете го свежо и конзумирајте го најпосле и јаболковиот оцет. Извонредно е за диета, затоа што го предизвикува чувството за ситост, но и за тоа што на килограм јаболка имате само 600 калории, колку што има, да кажеме, и 1 литро млеко. Ние денеска ќе јадеме тартатин, пита со јаболка, прелиена со шеќер, а вие јадете свежи јаболка, а доколку ви се јаде оваа пита, повелете во ресторанот Ден и ноќ. Почитувани пријатели, еве не повторно и ово утро во ресторанот Ден и ноќ, односно во кујната на ресторанот Ден и ноќ, која што можете да видите е огромна и буквално ни представува задоволство и да бидеме гости, а нормално и Мирослав да ни биде нашиот домаќин. Маестро так. Мирослав, како си денеска? Одлично. Одлично. Со нас ти тргна работава? Ни тргна прекрасно. Што ќе готвиме денеска? Денеска јас те замолив да преидеме на благо. Апсолутно, малку да ги изненадиме нашите гледачи, да смениме. Така? Ќе спремаме тартатин пита од јаболка. Тартатин? Така. Тоа е француска пита од јаболка. Одлично. Ете, и така? Сигурно ни требаат јаболка, веројатно. Апсолутно јаболки така? ни требаат. Што ни треба друго? Друго ни треба павлака. Добро. Цимет. Цимет. Шеќер. Ванилен шеќер ни треба. Добро. И малку нишесте за да го згуснеме сосот, што ќе го прелиеме после така. Ајде, повели да го Сега направиш. ставаме тавата да се загрее, за да го направиме карамел сосот. Ставаме од шеќерот да се карамелизира. Ајде да видам тоа како ти го правиш. Мене некогаш ми успева, некогаш не ми успева. Мислам, стално ми успева до пола. Едно 4 до 5 минути. Ќе му треба да се стопи шеќерот, па да се карамелизира. Но генерално е на врел оган, така? Во меѓувреме може да се приготвиме една декорација. Одлично. За самото. Ајде да видиме како ти тоа ќе го направиш. За самиот колач. Така. Кажи ми, повеќе сакаш да готвиш благи или солени јадења? Да ви кажем наискрено, све ми е задоволство да спремам, и благо и солено. А повеќе сакаш да јадеш благи или солени? Го фатиш се. Повеќе сакам да јадам све. Све. Се гледа и по мене. Така. Значи ти си гурман, и буквално се вклопуваш во нашата гурманска приказна, а гледам си ги научил буквално сите. Овие ги научи во школа или подоцна од? Подоцна. Со тек на мојата едукација и работно искуство, све се учи. Ете така. Така, овие се некои розички, што се овие, некои ливчиња. Така. Црвени. Ливчиња од јаболко. Во меѓувреме веќе почна шеќерот да се карамелизира. Веќе шеќерот се карамелизира. И му додаваме вода. Браво. Негде ка 100 мл. Се додава вода.
До 150, да. Добро. За да се сега... Што треба водата да направи сега, да изврие? Сега мораме водата малку да изврие. И ќе ја згустиме Јас си приспомнувам на оние јаболка нели со шекер, веројатно тоа е некоја иста тука блиска. Тие веќе се друг специјалитет, има и такви што се приготвуваат во карамел сос, али тоа во наредна емисија ќе им откриеме на нашите гледачи. Како ме каниш повтор пат, а не икаш да ми кажеш директно. Еве ставаме од нишестето, може да видите, да добие одредена густина и нормално сјај. Ова изгледа извонредно. Ова ќе... Јас почнав веќе да вдишувам. Така, сега оди секогаш на крај ванила шеќерот, за да се долови аромата од самиот Значи ставаме ванилин шекер или шекер од ванила. Така. Добро. Тоа се згусна, навистина стана прекрасно. Веќе треба да добие една одредена густина. Тука сме близу. Еве, уште само малку ќе дотуриме. Тоа ќе биде дискретно. Одлично. Ете го, карамелот е готов, питата е готова. Е готова, сега мораше малку да се послужиме и со Дефинитивно. рака. Со рака. Ајде сега. Сега од сосот преливаме врз самата пита. Навистина прекрасно. И од страна гледате колку убаво изгледа. Ова француз да дојде на француз да не даеш да јаде. Мислам сам да си го изедеш. Цимече обавезно од страна ставаме. Така, јаболко без цимет, да. Со цимет, знаете дека многу убаво води.Циметот е многу здрав, употребувајте го. Помага при уринарниот тракт. Секој зачинс има своја убавина. Еве ставаме тука и од павлаката. Павлака. И на крај ливчињата од јаболка. И вуала. питата е готова. Питата е готова, ти благодарам, чао, јас отидов. Се шегувам, тоа беше се од кујната на ресторанот Ден и ноќ за денеска во гурманските приказни, а јас заедно со питата, нели, ќе се дружиме во одјавата, кога ќе ви кажам дека ќе пробам. Чао. Драги мои пријатели, покрај малите екрани, пријатно се дружевме со нашите домаќини во ресторанот Ден и ноќ. Подготвивме една извонредна посластица, што би се рекло еден извонреден колач, тартатин со јаболки и како што доликува нели на емисијата Гурмански приказни, на крајот ќе пробаме. Навистина прекрасно, изворедно ремек дело. Се гледаме повторно утре. Чао!